ВМРО ДПМН со контра понуда до лидерот на опозицијата Венко Филипче, кој повика заедно со власта да ја преземат одговорност околу уставните измени и се што би резултирало подоцна од ваквите чекори. Претеникот Миле Левков од 24 анализа со предлог барање за обединување на власт и опозицијата и барање гаранција од Европската унија дека по евентуалните уставни измени Македонија нема да биде блокирана. Ајде, еве подадена рака да се здружиме, меѓутоа за добивање гаранции. Ако ние се здружиме, власта и опозицијата, заеднички, еве, нека биде на предлог на Венко Филипче, меѓутоа не за прифаќање на уција, туку за добивање гаранции, да се здружиме и како опозиција, и како опозиција во нашите барања кон Европската унија, кон Европската комисија и останатите тела за добивање гаранции за понатаму да продолжиме по тој пат. Сметам дека тоа е единствениот доблесен начин тоа да се смета за подадена рака, не само власт кон опозиција, туку подадена рака и кон народот. Председателот на СДСМ пак денеска се дообјаснува околу фрлената ракавица за ВМРО ДПМН, заедно да ја преземат одговорност околу уставните измени. Филипче на платформата X напиша дека не станува збор за било каква широка коалиција. Каква широка влада? Кој зборувал за влада и коалиција? Јасно кажав, подршка за европските интеграции и реформите, да влеземе во тендер коалицијата на Мицкоски, од каде некому му падна на памет таква идеја. Ние не преговараме за фотели и позиции, ние зборуваме за еднината на Македонија во Европската унија, реформи сега, малцинствата во уставот сега, Европа сега. Во меѓувреме внимание во јавноста предизвика предлогот на канцеларот Мерц за нов ЕУ план, земјите од Западен Балкан да бидат наблюдувачи со забрзана постепена интеграција. Од владата за телевизија 24 одговорија дека го поздравуваат секој предлог за забрзување на процесот на проширување кон ЕУ. Владата внимателно ги следи сите иницијативи кои имаат за цел забрзување на европската интеграција на регионот и смета дека секој процес треба да биде заснован на јасни критериуми, кредибилитет и почитување на европските вредности. Нашиот став останува дека Македонија заслужува предвидлив и достоинствен европски пат, без билатерални условувања, при што напредокот треба да се вреднува врз основа на спроведените реформи и усогласувањето со европското законодавство и политики. Како влада остануваме целосно посветени на реформската агенда, владењето на правото и усогласувањето со заедничките политики на Европската унија. Според германски Билд во писмото испратено до председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, шефицата на Европската комисија фон дер Лајен и до кипарското председателство, Мерц порачува дека е потребно политичко решение и дека неговата идеја не е замена за процесот на преговори, туку мост до полноправно членство. Во македонската јавност отвора прашањето дали документот би можел да придонесе за деблокада на македонскиот интегративен процес, односно преиспитување на условот за внесување на бугарите во уставот.